Представници на група засегнати граѓани кои протестираат заради ретроактивно одоночување на нивните приходи од странство, денеска на пресконференција информираа за исходот од вчерашната средба со претседателката на Советот Ивана Ѓургиевска и координаторите на политичките партии кои партиципираат во Советот на општина Куманово. Како што соопштија, средбата била конструктивна, а договорен е уште еден состанок во истиот состав на 2 февруари годинава. Инаку веднаш по вестите на телевизија Плюс ќе имате можност да го проследите интервјуто со Зоран Наковски и Сашо Неделјковски во пресрет на утрешната средба со директорката на Управата за јавни приходи во Скопје. Ние не бараме од Советот да ни ги реши решенијата или да ни ги плати решенијата или да ги стопира како тие што викаат немат ингеренции врз Управата за јавни приходи. Ние бараме поддршка од нив, бидејќи таму на тој совет има луѓе од сите партии. Бараме од нив да помогнат со некои решенија да излеземе на крај со овој проблем што го имаме. Бидејќи, како што знаете, нашите докази не се признаваат и се што приложуваме не се признава. Така да решенијата ни идат, роковите ни течат, сите ние еден од нас пуштаме тужби, каматите ни идат. Една тема што ја отвориме таму на таа координација со нив беше да се стави нашата точка што поскоро на редовна седница, значи што поскоро, значи збориме за денови, не збориме за месец, два. Дали ќе ние таа поддршка ја бараме? Советот не може да не ги реши нашите проблеми со УЈП, меѓутоа сакаме тие како совет во нивна ингеренција да повикаат стручни лица, имаат служби таму, да малку реагираат на централната власт. Значи Советот побараме една од барањето беше Советот може да наложи службено лице од централна власт да дојде да образложи што проблем има локалната власт, локалната самоуправа со централна власт или институција од централно ниво. Така да имаме конструктивност со тоа, затоа бараме на таа точка на дневен ред што побрзо да се свика, за да може да ја повикаат господјата Елена Петрова да дојде. Дали во совет, дали во општина каде што ќе разговараме со сите координатори од политичките партии, со присуство на нормално претседателката на советот и нас како засегната страна. Тоа беше едно наше и нивно као видување дека тоа може да се оствари. Ние имаме средба со господјата Елена Петрова утре во петок, 14 часот во Скопје, во централата на УЈП во Скопје, затворена средба ќе биде. Значи, ние службено ја повикаме да дојде туку Куманово, да им направиме како трибина, да биде изјаснето, кажано на сите граѓани кои се засегнати со овој проблем од незина страна. Ние да си поставиме наши докази, наши документи, наше видување, толкување на сето тоа, меѓутоа бевме одбиени и таа ни преку координаторот на УЈП од Куманово, преку негова комуникација, ја прифатиме таа средба, ќе одиме утре во Скопје и е договорена на вчерашната координација дека после таа средба во понеделник ќе имаме повторно со координаторите на политичките партии и претседателката дополнителна координација што понатаму. Меѓутоа апелираме сега, ние затоа вчера не ја повикаме оваа пресконференција, ова наше видување со вас меѓу имите, да се малку консолидираме, да видиме што можеме да кажеме уврска со таа точка на совет да се стави што поскоро. Значи може да се стават тука прашања, 2-3 точки додатни за да се одржи таа седница. Ако сака советот да ни помогне. Тоа е нивна одлука. Не се надеваме нешто на позитивен исход од таа среда, меѓутоа треба да се сослушат тие неизини аргументи